Водата од филтер станицата и дренажните системи Бедиње и Митев мост е целосно безбедна за пиење, информираат надлежните од јавното претпријатие Водовод. Периодичните анализи на водата досега покажуваат дека е безбедна за пиење, а зголемената потрошувачка на водата веројатно е последица на неовластено користење на водата, посочува раководителот Тони Овчевски. Водата во Куманово се испитува од 11 мерни места, вклучително и фабриката за преработка на вода, односно филтер станицата позната у Куманово, и водата од водоводниот систем у Куманово е безбедна за користење според досегашните резултати гледани заедно, зимани од Центарот за јавно здравје, земани од нашата лабораторија и земани од Институтот за јавно здравје, проширено од периодичните анализи кои се работат периодично на 3 месеци. Сите анализи до сега кажуваат дека водата е безбедна за пиење. Една таква ситуација, кога се појави некое отстапување, кога беше алармирана и јавноста и се беше пред 2 години, за среќа немаме таква ситуација, така да во тој поглед немаме проблеми нити со пречистувањето на водата, нити со потрошувачката на средства за пречистување на вода, така да водата од филтер станицата, како и од дренажниот систем Бедиње и од Митев мост е потполно безбедна за пиење. Резидуален хлор е хлорот кој се додава во водата после пречистувањето и всушност тој е стражарот на водата за пиење како заштита од евентуално навлегување на секундарно загадување за да биде тука да ги уништи сите можни микроорганизми кои се присутни во водата. Законскиот распон е од 0,2 до 0,5 милиграми по литар на потрошувачките места. Имајќи во предвид дека акумулациите беа полни оваа година, исто така водоснабдувањето, поголемиот дел водостопанство вода пушта редовно и преку бајпас додатни количини и користејќи ги и количините од Митев мост и од Бедиње, досега немаме забележано некое поголемо нарушување на водоснабдување. Може да се јави во вечерните часови, посебно е карактеристично во тие часови кога е и забележителна нерационална потрошувачка на водата, која допринесува да одредени повисоки делови остануваат со намален притисок, затоа што тие од пониските делови ја преземаат водата во нерационална потрошувачка пред себе. Но најголемата причина за овакви појави е неовластеното користење на водата од системот, која сигурно има многу диви приклучоци, која се користи за наводнување. Не смеам да тврдам и за базени, секако ова, меѓутоа пред се големата причина за големата потрошувачка на водата е неовластеното користење на водата.